Прешува дали е можен ветинг на суди и на јавни обвинители во земјава само со измена на закони или пак со носење на некаков нов закон? Зависи од тоа како го дефинираме ветингот. Ние гледаме дека пред секои избори, после секој скандал во судството, се актуализира прашањето за ветинг, но до сега немаме видено конкретна дефиниција тоа што подразбираат тие што предлагаат под поимот ветинг. Доколку тоа инволвира разрешување, некаква одговорност на судии, сметам дека за тоа се неопходни уставни измени, за тоа гледаме примери не само во регионот, туку и во останатите делови од светот, каде што имавме ваков тип на ветинг на судии, особено на судии, бидејќи Уставот е тој што ја гарантира судската независност, значи имаме уставно гарантирана судска независност и ако сакате да интервенирате во тој дел, особено во делот на одговорноста, разрешувањето, ќе треба да се направат соодветни измени во самиот устав. Така што тој аспект не гледам можност, доколку сакаме, а најчесто се упатува на примерот на Албанија, да имаме ветинг од таков тип, или сега на Косово нешто се подготвува од слични размери, без соодветна измена на самиот устав. И поширок и многу покрупна измена на законите, отколку она што до сега го видовме како предлог. Најконкретна најава да ја наречам, иако оди еден чекор понатаму, е предлог закон кој што го достави политичката партија ДУИ, а кој што во суштина предвидува формирање на посебна агенција која што ќе го врши тој ветинг. Според тоа предложено законско решение, дали сметате дека е можен ветинг на функционери, на избрани именувани лица од било која од властите? Го погледнав тој предлог закон, кој е доставен до собранието. Не ми е јасно во која фаза е, мислам дека е повличен тој закон. И ако го погледнете, веќе во членот 2, ми се чини ќе ми дозволите и да цитирам, ќе ви стане јасно оно што го коментирав и во однос на претходното прашање беше во делот на тоа дека не е јасно дури не на предлагачите до каде треба да се оди со ветингот, што се подразбира под поимот ветинг. Еве, например, таа агенција треба да има за цел да го провери интегритетот и достојноста на носителот на функцијата идна и да се намали можноста за корупција, криминал, злоупотреба на службената должност и нарушување на угледот на институцијата која ја представува. Сето ова може и треба да го остваруваат веќе постоечките тела кои ги имаме, а во прва линија, односно иницијално органот кој го именува или избира самиот функционер. И не гледам потреба за постоење на посебна агенција за такво нешто. Мислам дека постоечките институции, институционална рамка, како и законската рамка која ја има тој институција, односно која покрива оваа институционална структура, мислам дека сосема доволна, доколку се има јасна политичка прецеволја да се остварува таков тип на контрола или на проверка, бидејќи ветингот во основа представува проверка. Ние во сегашните услови имаме одреден тип на проверка, например безбедносна проверка за потребите на безбедносните служби. Таков тип на проверка има во однос на судии во Хрватска, да речеме. Но тоа не е нешто што кај нас се подразбира под поимот ветинг, така што таков тип на проверка би бил сосема логичен уште во иницијалната фаза пред изборот на дадени функционери, така, а не на начинот на кој ги избираме ние нашите функционери во овој момент, особено ако го видите постапката за избор, да речеме, на членови на судскиот совет, од страна на собранието или на уставни суди, уште поеклатантен можеби пример од редот на така наречени истакнати правници, многу јасно ќе види дека прво треба да покажат волја и во собранието, па и во рамките на партиите. Ние имаме сега еден пример во конзервативната партија во Британија, каде што ќе се оди на таков тип на ветинг, на проверка на идните членови на парламентот пред најверојатно изборите 2024 година, така што веќе гледаме дека и самите политички партии се разбира со прилично ограничен пристап до одредени информации, во прво иницијално филтрираат кандидати на тој начин и во рамките на партиите, со разни психолошки тестови, проверка на финансии, проверка на претходно однесување и така натаму на потенцијалните кандидати. Така што кога не гледаме волја за такво нешто во рамките на ниту на политичките партии, ниту на институциите кои ги бираат носителите на јавните функции, тука пред се мислам на собранието, не гледам зошто би ми им верували на политичките партии во однос на ова прашање. Особено што законот е прилично штур и површен во оваа смисла и оваа агенција на вистина само ќе представува вишок во рамките на институционалната структура која веќе постои во државата и формирање одново на нови работни места за партиски кадри.
Еве да претпоставиме дека ќе се најде политичка волја, па дури и за уставни измени со кои што би се создале правни основи за спроведување на еден ветинг кој што би засекол до таму и да се разрешуваат одредени функционери. Не мора еве со ова решение единствено кое што сега е во оптек. Дали очекувате дека такво нешто може да даде еден квалитативен исчекор кој што и домашната, но и меѓународната јавност го очекува од домашното судство пред се, но исто така и од политичарите кои секако се оние кои што влијаат врз судството? Искрено не мислам дека ќе даде некаков квалитативен исчекор. Мислам дека ова ќе представува еден вид на вонредна мерка која ќе продуцира вонредни проблеми за кои не мислам дека имаме капацитет да се соочиме. Погледнете ги само решенијата, односно искуствата со некој друг тип на адхок тела кои ги имавме во досегашниот период. Почнувајќи уште од 95 односно 96 година со генералниот реизбор на судиите во собранието, лустрацијата и целиот процес за лустрација, односно комисијата за лустрација, како функционираше и како се извитопери цел тој процес. И последниот пример со специјалното јавно обвинителство и специјалната јавна обвинителка и што се случи со сето тоа и каков удар тоа представуваше за довербата генерално на правосудството, но и институционалната доверба која граѓаните очигледно веќе дека ја немаат, односно таа е прилично ниска, генерално говорејќи. Ако погледнеме од друга страна и што се подразбира под ветинг, тоа се подразбира еден вид на инсталирање на криза во системот, за да можете комплетно да направите чистка во системот, ако можам така да се изразам. И мислам дека преку сите овие најави, особено во периоди во предизборието или после секој скандал, мислам дека политичките партии праќаат сигнал, еден вид на опомена до постоечките носители на функции, дека би требало да бидат изгледа по-лојални, по-послушни, за да не ги снајде ветингот. Од друга страна, прашањето се отвара, се разбира, кој ќе го спроведува ветингот, дали ќе можеме да се ограничиме само на еден ветинг, ако нема за таква нешто целосен политички консензус. Дали во таа смисла секоја нова политичка гарнитура ќе обвинува за партизација од преку претходниот ветинг и ќе најавува нов собствен ветинг и така натаму, така што гледате многу прашања остануваат отворени, а сите овие најави и предлози не одговараат на истите. Така што во таа смисла не мислам дека ќе представува позитивен исчекор, ќе изгубиме многу време, многу енергија, бавејќи се со индивидуално, со секакви позадини на суди, обвинители, носители на јавни функционери, секакви шпекулации, скандали кои ќе излегуваат, наместо да ја посветиме таа енергија на реформите кои се апсолутно неопходни, на ослободување на судството и на уставното судство, значи од оние што повторно го заробуваат и претходно имавме заробување, ние сме во еден вид на процес на нова форма на заробување, како што мене ми се чини. И ако погледнете што се случува во судството, со уставното судство, например во однос на платите и одлуката за платите, што представува еклатантен пример како уставниот суд се инструментализира со злоупотреба на положбата и надлежноста која има и никој за тоа не реагира. Оно што се случува во судскиот совет, гледате дека опозицијата исто така не реагира на тоа. Гледаме дека ќе има обид веројатно за нова чистка таму и слично. И ако треба да коментирам за тоа која предлага лустрацијата, сметам дека во основа тие што се основниот проблем се обидуваат да се представат преку наводни брзи решенија како главен фактор за разрешување на истите тие проблеми кои генерално или во основа потекнуваат од самите нив, а тоа се политичките елити. Ја споменавме веќе Албанија. Тоа е земја која што и географски и по менталитет ни е блиска. Таа спроведуваше ветинг во правосудството. Какви беа таму резултатите? Дали ги дадоа очекуваните резултати? Јас не мислам, мојот впечаток не е дека тоа беше успешен процес. Се разбира, не можеме да очекуваме меѓународната заедница да истапи со таков став, но сметам дека е доволно тоа што Европската комисија, барем иницијално, не сме слушнале во последно време одново нов став во однос на состојбите со судството, но Европската комисија, делегацијата дојде јасен став претходно дека не се за таков процес во државата. И тоа мислам дека
се поврзува и со фактот што, иако како што вие рековте, можеби само навидом слични, сепак состојбите во Албанија беа драстично полоши. Но и ние не се движиме во добра насока сега. Се разбира, но таму мислам дека проблемот со корупцијата и поврзаноста со организираниот криминал беше далеку позагрижувачки и подлабок како проблем отколку тоа што е кај нас. И сметам дека ако постоечките институции профункционираат и бидат ослободени од притисокот на политиката, сметам дека би можело да успееме да се справиме и преку постоечките правила и институции со дадените проблеми. Инаку од тоа што го читам, до ден денеска не сум сретнал текст, анализа кој упатува на успешност на процесот на ветинг во Албанија. Ке видиме исто така, ако дојде и до евентуална промена на власта, дали таму ќе бараат одново ветинг, нов процес на ветинг. Инаку да не забораваме, таму имаше огромен пакет на уставни амандмани кои беа донесени за потребите на ветингот. И многу голема инволвираност на меѓународната заедница. Дури да се спојат сите коцки, да се направат тие уставни измени, на крај ќе треба да се изберат и луѓе со конкретно име и презиме кои што ќе треба да го водат тој ветинг, да бидат главни арбитри. Има ли такви луѓе за кои што сите ќе застанат со доверба? Се сомневам дека ќе има таков тип на целосна доверба, особено ако ги имаме предвид и искуствата од примерите кои претходно ги кажав со така наречени ад-хок тела, кои треба да дадат, да продуцираат брзи решенија за комплексни проблеми кои се создавани во долг временски период, низ долг временски период наназад. Така што таа страна сум прилично скептичен. И особено поради причини што и претходно ги наведов. Кој ќе стои за ветингот, кој ќе иницира таа процедура, кој ќе ги номинира членовите на некакво ад-хок тело, дали ќе успеат тие навистина преку својот авторитет да се наметнат и да ја стекнат таа доверба. Но ако гледаме, например, преку искуството со начинот на избор на членовите на ДКСК, на Државната корупција за спречување корупција, и гледаме обидите сега на политиката константно некако да ги заобиколуваат и да не постапуваат по нивните наводи, тогаш не сум сигурен дека искрена намерата и можеме да ја протолкуваме било која таква намера за создавање на такво тело или институција за спроведување на ветинг, кој ќе инволвира и разрешување на суди и обвинители евентуално, дека ќе биде некаков ичекор и дека ќе може било каква доверба да имаат граѓаните, особено што спомнав и претходно, имате целосна недоверба на вистина или многу ниска доверба генерално во институциите од страна на граѓаните.